нема посебна најава. Тоа самата по себе таа носи една божествена енергија, ама за да направиме вистинска реминисценција на некој убава таква одамнешно минуто, ама сигурно ќе се вратите на убавите мигови поминати на Телма телевизија и на некои други телевизиски куќи каде што таа имаше своји авторски емисии и знам дека сите нетрпеливо внимававме се што ќе облече, ќе каже прекрасната, шармантна Виолета Спасеновска Марсол. Така ќе биде и денес, ова ќе биде повеќе од 5-16 години може враќање во просториите на Телма телевизија, токму од ова студија каде што таа знаеше често пати да ве поздрави како добар ден, драги гледачи, време е да дојдете во новото издание, нашата нова приказна Звездите говорат за звездите. Ама за да има некако нели убаво вовед во цела оваа приказна, бидејќи враќање на корените со нашата Вики, ова ќе биде една убава баш така видео реминисценција од тие некои убави приказни кои што таа ги нудеше токму на оваа фреквенција. Звездите говорат за звездите. Така беше и работниот наслов на едно од многуте проекти на нашата Вики. Добар ден. Во ова последно издание на Звездите говорат за звездите, ќе се обидеме да го потенцираме лајтмотивот што се провлекуваше во сите досегашни изданија, дека реалниот живот ниту признава, ниту познава типични луѓе во типични ситуации. За таа цел ги земавме на помош изјавите на некои од нашите досегашни гости. Најнапред започнуваме со представниците на Овенот. Но, додека за овните се вели дека се родени лидери и освојувачи, нашиот прв представник заради распоредот на планетите во моментот на неговото раѓање ќе биде посрамежлив, позатворен и потактичен. Тука лежи зајакот или самостојно, мислам. Па не знам, мислам дека сум роден човек за во група, не сум за самостојно да работам. Знаеш, никогаш не сум се појавил онака сам сега да искочам и да пеам, ниту пак сум имал желба сам да искочам да пеам, секогаш сум си замислил бенд позади себе, знаеш. Овните ја сакаат дисциплината, марширањето и униформите. Но, под влијанието на креативните риби, нашиот втор представник на Овенот ќе стреми кон повозвишени нешта. Па не знам дали беше до тој степен свесно. Знаете, се си има свое. Астрологијата за биковите вели дека се инертни, меланхолични, вредни и тврдоглави, но со вродено чувство за естетика и уметност. Уметноста што бикот ја создава пак ги слави земните задоволства. Но, под влијанието на водолијата, овој представник на бикот создава вонвременски нешта. Во времето на помладите години, така некаде во почетокот на 80-тите, читав некои книги, во кои нормално кога ќе прочиташ нешто не го врзувам секогаш као дека сигурно така, доека не го проверам. Под силното пак влијание на сериозниот Сатурн, нашата представничка на близнаците ќе биде нешто сосема друго. Тоа е така, инаку за модата, мислам, се трудам да сум во тренд. Од почетокот на мојата, еве да кажам, музичка кариера, малку повеќе ја следам модата, а посебно од кога сум со Дарко, кој што многу добро знае повеќе да работи за модата. Многу млад почнав да размислам за тоа како би заработил нешто свое. Дури од гимназиските денови имав некоја група со која свиревме 2 пати или неделно, не се сеќавам, во гимназијата Јосип Брос Учев, средна школа. За раковите се вели дека и покрај тоа што на прво место го ставаат домот и семејството, тие во суштина се бонвивани. Тоа е неверојатно точно, затоа што кога човек ќе влезе во таа мрежа на пороци, едноставно нема спас. За жената девица се вели дека е срамежлива во комуникациите, но дека во личните односи таа го диктира курсот. Ситничарењето е слабата страна, па не можејќи да најде совршен партнер, честопати одлучува низ животот да патува сама. Но, под влијанието на Венера, вечниот трагач по хармонијата, макар што навидум ќе делува поинаку, нашата представничка на девиците ќе се чувствува сигурна само покрај партнер и во приватниот и во професионалниот живот. Повеќе би ги гледал некои овие спомени од колку денес што се случува телевизиски баши бозук. Добро ми дојде по како ќе му даде? 17-18 години. Како мириса Телма денеска? Па малку поразлично, меѓутоа
Кога се сеќаваш на убави работи, секој пат ти мирис убаво. Така? Да. Велиш, всушност... Мирисите најдолго остануваат во сеќавање. И знаеш колку интересно е, кога пред некој период со една госпоѓа се поздравив, апропо сега дигресија, како ја прегрнав, ме врати веднаш нешто во детство во градинга. Колку вела мирис знае да ти направи некој спомен. И музика, и песна знае да ти го направи. И песна знае, ама мирисот најдолго. Особено. Еве, 17 години, велиш дека ова е всушност и студиото каде што почнав. Каде што се во Телма. Во Телма. Да. Само поинаку изгледаше. Секако поинаку толку години поминале, модата се сменила. Знаеш, бидејќи многу мина од моето обкружување велат, едва чекавме да дое сабота, Вики да ја гледаме што ќе облече, што ќе каже, како ќе каже, затоа што се сеќаваш во едни периоди на доцне 60-ти, 70-ти, кога Шер и Сони едва ги чекале што ќе кажат, што ќе облечат. Така било некако со Вики поврзаноста. Тогаш не бев свесна за тоа. Не беше свесна? Не. Колку го имаш влијанието, можеби? Не, тогаш не бев свесна, бидејќи работа и нон-стоп работа и секоја недела треба нешто ново да подготвиш. И тоа не бев свесна отпосле. Отпосле се случуваше, така да ги ревидираш некои работи. Да, и вака во средби со луѓе ќе ми кажат и така. Како што се случи всушност и на самата промоција пред некој период. Која година е овој период? Ќе се сетиме сега со овие сечоците? Да, овој микс од гости. Ова е некаде летото ми се чини 2001. Леле. 22 години. Да. Еве, се погоди денеска и Марина и Саша да бидат во студио. Да. Практично со нив ги делеше овие мигови и во Телма и во други телевизиски куки. Ама да знаеш дека многу мина го чекуваат твоето враќање во Телма и практично после емисијава ќе имаш баш поздрави и честитки. Веќе некако сакаа да се сретнат луѓето со тебе. И исто и јас. Да, имено. Колку време ја подготвуваш една емисија, ако ти текнува да речеме, бидејќи вака знам дека јас и ти телефонски кога говоревме пред некој ден, за да се создаде во тој период на ваква комплексна и убава емисија, сепак беше можеби една од оние дами раритет која што беше во тој период да го одбележи тој телевизиски подиум со баш наративот на астрологијата, на можеби една од најстарите науки. Колку време ти беше потребно за да сите тоа го спакуваш и сабота да оди на Телма телевизија? Зависи од темата што обработував. Кога ги работев не толку од гостинот, затоа што гостинот јас го водев во разговорот. Значи тој дури, имаш секакви гости, ти си тој кој што го анимираш времето, просторот и тоа што ќе се каже. Го менаџираш некако, да. Да, со прашањата, што значи не толку гостинот, туку темата. Кога беа Звездите говорат за звездите, една недела ми беше доволна. Ама кога беше сезоната Астроблизнаци, тоа беше пекол. Значи тоа беше 24 сата, затоа што требаше да направам мал текст од 8 минути читано во етер. Како вовед некаков? Да, па покриено со слики за, например, некој познат глумец, да речеме, од светот, негова биографија и за него нешто накратко. И после тој го споредував со некој наш познат лик, звезда, со која што има слична натална карта. И после во студио ги правевме разликите во што се тие слични, во што се различни, за да дојдеме до заклучокот колку, например, местото каде што си роден, окружувањето, пријателите влијаат на формирање или деформирање на карактерот. Значи не е исто во истиот ден, истиот миг да се родиш во Њујорк или во Скопје или во Бангладеш. Си има разлика географската положба. Не само што си има разлика. Значи тоа ќе биде, да речеме и картата да е иста. Меѓутоа променливо е тоа, например, картата ја покажува карактерот на човекот. Содржината на неговиот карактер. Ама што од таа содржина ќе се манифестира кога и како, тоа веќе зависи од воспитувањето, средината во која што растел човекот. Значи некои особини се манифестираат, некои нема никогаш да се изманифестира и така натам. Значи не е исто. После сиве овие години јас те прашав, ама сега јавно. Ти не достигаат телевизиските минути? Затоа што знам дека на твоја адреса, на Астроскопија, на Виолета, пристигнуваат бројни поплаки, врати се на телевизија, веќе недостасува речитост, вокабулар, рафинираност, галантност, ама недостасува и нешто што ќе биде во аналите на македонското новинарство и медиум. Тоа беше некако твоето творештво во тој период. Знам дека во една ситуација ми кажа, не знам, така е некако спакувано таму некаде,
Ама сериозно би размислувал, ќе направиш некаков животен преседан некогаш ако те натераме сите? Мислам дека не, се во свое време. Значи тоа било во тоа време, кога сум го надраснала тоа, сакав нешто поинаку. Значи сакам да уживам во тоа што го работам, да не ми стане здодевно. Здодевно. Па после сега работам нешто друго, имам свој сајт. Пак работам со луѓе, пишувам секој ден. Што знам, не знам. Никогаш не рече. На времето. Да, никогаш не рече никогаш. Меѓутоа, кога сега би работела на телевизија, не под тие услови како тогаш. Како тогаш. Никогаш. Се сеќавам, пред да продолжиме сега на акцентот да го дадеме нели на четивото, кога на промоцијата всушност кога искочи и кога едва ја чекаа всушност нели да започне промоцијата на книгата, кога кажа ти како една поточка дека си сонувала дека ќе бидеш во некаква си сала и ќе имаш јавен говор и настап. Интересно е како го трасираме ние сиот тој пат, како да имаме толку длабока интроспекција, како да го трупаме сето тоа некое свесно нешто, ама сепак во некои одредени периоди ќе излезе на површина. Сега зошто излегува? Значи времето линеарно го мериме ние овдека што сме во материјалниот свет. Инаку во универзумот време не постои, што значи минато, сегашност, иднина, сето тоа е во една точка. Во една сега. Сега, во превод, во нашата подсвест е складирано сите сеќавања од минатото, меѓутоа и веројатно и нешто од иднината, што значи дека кога сме во некоја релаксирана состојба или сон илија, ги уловиме тие вибрации од иднината кои што секој може да ги улови, меѓутоа не знае како. И тие вака се излегуваат преку сонови, преку чувство внатрешно. Сигнали постојат, милион. Сега, за да можеме да ги уловиме на вистински начин, оти има и погрешни сонови, па да не наведат на нешто што нема врска. Значи, треба да е наштелуван внатрешниот организам. Значи, за да се наштелува, многу работа треба. Треба внатрешен инженеринг. Да. Тоа си е цел живот, меѓутоа да, може да се направи. Знаеш дека утрово кажав Нивана, божествена интервенција беше нашето запознавање. Аз ти кажав, така за жал, баш така. Кога бев, за жал, нели, во мојата рехабилитација здравствена, нели, на почетокот на годинава, ти кажав, искрено ќе кажам јавно, дека во просторијата во Катланова, седејќи, изгубен во времето и просторот, кој што може постои, ама нели, седам и се појавуваш ти. А мастроскопија постојано ми е тука. И во свеста и во подсвеста, и се сеќавам дека тогаш некако и ти направи преседан, како велиш ти, внуките ме натераа мене да се појавам на социјалните медиуми, практично внуката, пардон. Да. И јас велам, ова е знак, а иако да читав, нели, астроскопија ми е некако, нели, дневна рутина. И така и ти пишав, нели, после некој период, и се сеќавам, еве ќе им кажам на гледачите, пред месец и половина, случајно во еден меловите тука, ја среќавам, Вики, идеме се прегрнеме, и тоа беше наше прво запознавање, велам, ова е божествена интервенција. Така се случи да биде на промоцијата, да бидеме заедно, да те заблагодарам што имав, барем мало учество во тоа што ме внесе во твојот најблизок круг и денеска да го направиме ова како промоција за твојата книга. Сега ќе ми дозволиш. Се сретна со мал милион луѓе тука од Телма телевизија. Благодарност прво до тебе. Од си срце. Енергијата ја почувствува луѓето во салата на промоцијата и сите те пофалија, еве сега јавно кажувам. Ви благодарам. Мислам дека заслужна беше ти тоа што го диктираше и менаџираше, ама собрани бевме, нели како вели, кога ученикот или калфата е подготвена, ќе чукне на врата мајсторот. Добро. Нашата Жан е позната во круговите на Телма, ама почитуваната Снежана Младеновска Ангелков, всушност 11 жени незиното прво четиво. И вака вели. Знам книгата, ја знам. Знаеш книгата, ама не знам дали ова го знаеш или ќе ти направи една реминисценција повторно. И кажувам ќе дојде Виолета Спасеновска Марсел. Вики ќе дојде и така се израдува, нема, нели, тоа беше во делот од монтажа кога бевме. Морам да ти кажам нешто, Марче. И како седим, вели, во тој период таа практично и тука започнува, нели, со своите денови во Телма. И вели, Вики седи, вика тука пред да започне програмата, се монтираше и мојата натална карта на десктоп на компјутер. И Вики, тук таму што се вели народски, се го врти погледот на мојот десктоп, вели, што се плашиш толку од смртта? Вели, го затворив компјутерот, не сакав да продолжам. Во тој момент ја тоа го размислив, вика, таа ми го прочита во моментот тоа што го почувствав како сензација и како емоција. И всушност, прологот на нејзината прва книга, вели, една пријателка еднаш ме праша, зошто се плашиш толку од смртта, гледајќи во мојата натална карта.
И сега таа вели, не се плашам заради себе, туку заради моите. Тие ќе страдат, како што сега јас страдам заради триточки. Уф, се Ова ќе најажив. биде и за тебе, всушност, ама ја велам, чекај. Пред Фала да на Жане, ќе се видиме ние после, се најажив. ќе ти го потпише овој примерок. Секако. Бидејќи ти го потпише, па таа ми го подари сега за емисијата, бидејќи мојот примерок од тебе го заборави. Ете тоа. Уф. Значи Ете сум така. извршила некакво влијание, И без да знам. почетокот неизин е тука баш речи Браво, на книжевниот браво. свет. Ете тоа сакав да го споделам. Па добро е што не си ми го кажал претходно. Сакав така да те потсети тебе, не знам дали ќе се сетиш на Мигов, бидејќи си имала Не. мал милион Не се сеќавам. ситуации вакви. Не, на мигот Кои што не. ми- Зашто имаше многу мигови со Жане и многу муабети. Ама таа веројатно се сеќава. Да, и Затоа тоа- што било значајно за неа. Знаеш дека пред да продолжиме со вистински приказ на мојата пракса, кога бев кај сестра ми нели пред некој период и нивните две натални карти на мојата сестра и на мојот зет имаат некаков се синхроницитет. Барем во сега ќе ми простиш, малку повеќе сум лаик, ама во куќата кај професијата, а и во други да речам секции тука на наталната карта, тие толку се поклопуваат и сестра ми вели и во минатиот и во сегашниот живот сме требале да бидеме и сме заедно со мојот зет, односно Фоте, ќе го поздравам и Грациела. И дали некогаш се случило така баш две натални карти толку слични се да се поклопуваат, а сепак диаметрално различни по некоја своја основа. Па секако да. На тој начин ги работев тие Со актерите, астроблизнаци. јавните Да, личности. Да. Да. И како се вели тоа, има некаква терминологија во светот на астрологијата кога две натални карти се вклопуваат така? Не. Меѓутоа би требало карактерот на тие личности да е ист, но манифестацијата на карактерот не мора да е иста. Повторно ќе кажам, заради воспитувањето, заради местото на живење, влијанието од страна на средината. Така да, иако имаат исти, да речеме, приближно, нема две исти. Две исти натални карти не постојат. Како велеше ти на астроскопија? Ке Да се повтори. Да се повтори 25.000 години негде? 25-920. За да се поклопи Повтори некоја истата слика натална карта. на небото што било. Сега, ако се родени во ист миг тие двајца, да речеме, или тогаш може да е слично, меѓутоа за истото после да се повтори, како слика, 25.920 земни години. Вистински приказни од мојата пракса. Официјално. Еве ја нашата фотографија. Ке има и уште дузина. Ке ти честитам и ке ти заблагодаруваше прекрасно искуство. За сите кои што сакаат и те читаат. Имаш многу големи читатели, љубители, фанови. Практично затоа Астроскопија расте секој ден. И ке те прашам, дали мислиш дека колективната свест е во моментот многу поразбудена и ја чувствува астрологијата како поголема езотерија некогаш и сега? Се случува колективно будење апропо темата? Веќе подолго се случува тоа будење, може има 30 на години. Меѓутоа, додека порано се сметаше астрологијата како езотериска некоја вештина, некој ја рачуна и како нешто... Како култ? Како секта? Да, страшно нешто. Значи, се повеќе сега луѓето сваќаат дека е вистина. Така да тука е разликата. А инаку како процес, велам на наши простори, иначе на Запад тоа и претходно се развивала, ама не е на истиот начин. Таму е многу поповршно, многу се оди на поттикнување на нечие его, а не на вистинските причини зошто треба да се направи една натална карта, да се запознаеш себе си, зашто кога се знаеш себе си, полесно можеш да си го менаџираш својот живот, да ги искористиш позитивните страни на твојот карактер, да ги на некаков начин неутрализираш негативните и така да живееш. Јасно. Вики ти се случило некогаш да го имаш тој универзално наречен како awakening процес или процес на некакво будење. Многу често со мои пријатели знаеме да кажеме и тоа да не потикне да влезе малку подлабоко во езотеријата, на битисувањето, на јас, на боженствената енергија, на Бог и така натаму. Нели различни филозофии денеска постојат, ама една е таа универзална и љубовна религија. Кога ти вистински ти беше некаков будилник, баш како еден процес на будење. Кога јас, да речам, секој пат го кажам, годините на 32-33, ми се случи, преку паничен напад, мој личен, да имам и моje универзално освестување. Како да го отворлив мојот аватар, депресивен, кој што ми велеше,
ајде малку прекини, доста е веќе сега да живееш во оваа кожа. Биди вистинскиот сега, биди автентичниот. 32-33 кај мене. Дали имаше ти конкретно, можеби, некаков Па, тоа една биле... нова табула раса, да речеме, во твојата животна? Не, затоа што јас од порана возраст проучувам вакви работи. Значи, сум почнала од религија, Библијата сум ја читала. Како мене. Па после другите работи. Што значи, меѓутоа, како пресвртница во однос на работата и кариерата, да, сум имала таков момент. Пак во сон, ми се најави. Значи, не знам кога беше. Значи, јас сум по професија инженер агроном, специјалност енологија. Тоа никогаш не работев. И сонувам сон, а веќе во тој период не работев на телевизија. И сонувам сон како се наоѓам во парк и наеднаш некоја сила, како ветер, ме подига од земја. И јас се трудам со нозете да се задржам на земјата, колку што можам се трудам, меѓутоа тоа не, силата е голема. Ме дигна од земјата и ме носи преку едно мостче, а јас знам, кога сум читала за сонови, нивното значење, дека кога поминуваш мост во сон, тоа значи преминуваш од другата страна. И прво се уплашив, а следниот миг беше и добив во раката ливче од нигде никаде, на кое што пишуваше: твојата мисија за овој живот заврши. И тогаш си реков: како заврши, кој го знае ова? Како може да заврши? И си реков: аха, па значи сум умрена. Добро, окей. Ако ова ми го праќа некој што знае дека мојата мисија завршила, тоа може да биде Бог, не може никој друг. Никој друг. Добро, тогаш ајде нека ме носи кај што треба да ме носи, тука се препуштив. И значи преку мостот одиме, преку тунели и така натаму, и стигнав, таа сила ме донесе до некоја си врата, огромна беше вратата, како на црква врата, голема таква, црна голема, пред неа некакво езерце со некои патки. И тука, ме спушти. Јас не знаев што треба да правам. И ништо, си влего во просторијата уредена беше некако како пред 100 години во некоја аристократска куќа, со некои двосетчиња во тој стил, сега не знам што е тоа во тој период, арт-деко да речеме. Никој не ме забележува, а луѓето се на коктел, по 2-3 застанати во ќешовите. И не знаев пак повторно што да правам, ништо, седнав на двоседот. И во тој миг почна од група, и во тој миг забележував, ги разгледувам луѓето и гледам дека меѓу нив има и луѓе за кои што претходно во нормалниот живот, во реалниот, сум сметала дека се глупави или не знам какви, значи сум имала предубедувања. И тука се засрамив кога ги видов таму, значи нивната мисија завршила, значи луѓето не биле како што сум ги мислела, и тогаш реков дека од овој момент ја предубедувања не смеам да имам понатаму. Тоа беше првото. Вториот момент беше, почнаа од групите луѓе да се одделува еден по еден, да седнува до мене, да ми го раскажува својот проблем. Ова е се во сон. Ова се во сон. И толку живописно го... Да. Јас го сослушувам и му кажувам: уште еднаш ова што ми го кажуваш мене, кажи си го себе си, и она што ќе го почувствуваш од овде дека е вистина, тоа да го направиш. И во тој миг ми доаѓа како идеја, твојата мисија за следниот живот е всушност да ги слушаш луѓето и да ги насочуваш проблемот да си го решаваат преку себе си, преку собственото сознавање за себе. И после тоа се случи сител. Значи, после сонов, може би година дена, ма немаше ни толку. Се случи сител, јас не сакав на телевизија да работам, јас и сакав да си бидам инженер, меѓутоа тоа мораше да биде и тоа е тоа. Затоа велам дека ние ја избираме професијата, ама Господ ни ја одредува вокацијата. Бидејќи често пати е неопходна ментална диареја. И веројатно, како што велиш, сите го знаеме некаквото тоа спознание и ние во патот на овој физички свет материјален правиме некаква своја собствена еволуција на себе спознавање, да се вратиме на конкретното јадро. Што мислиш, што е причината главна денеска што го забораваме и одиме кон толку голема материја, капитал, автократија и така. Тоа е намерно провоцирано. Сега да не речам и од медиумите. Тука е дика. Многу добро менаџирано. На секаков начин. Многу добро менаџирано. Се поттикнува работата на втората чакра, која што е поврзана со
со се што е материјално, почнувајќи од секс и се понатаму. И пари. И сега, кога човек функционира на втора чакра, енергијата не му се подкачува нагоре да му ги разбуди и другите способности што тој ги има и како човекот да се освести. И после лесно се манипулира. Го манипулираш или со секс или со пари. Затоа во мојата натална карта велиш од толку многу кај шкорпиите, не знам, ама сексуална енергија, барем како што стоеше, нели како што ми ја прати, користи ги многу рацете за да ја потрошиш енергијата, за да не има конструктивен начин на трошење на сексуалната енергија кој што не мора да биде секс. А и зошто да не секс? И тоа е окей. Меѓутоа да не се фокусира човек само на тоа и да му биде цел во животот, како што гледам сега. Битно светот гори, сите сме ударени на материјалните сензации, ама па од друга страна силикони, миликони, сето тоа е врв на материјализмот. Практично стана непрепознатливо на рафинираното, вредностите веќе како и да се загубија. Денес ми е многу чудно да видам нормално, бидејќи ненормалното стана нормално денес. Пак ќе се врати нормалното да стане нормално. Значи ти го имаш тоа чувство. Ја натрешно го имам чувство дека мора да се случи некаква рекалибрација. Да. Секогаш се случува. Секогаш се случува. Оди нешто до максимум, како и цивилизациите, значи се развива до максимум и после се урнисува тоа, не може поинаку. Значи дека е циклус на кој што треба да го поминеме. Тоа е циклус и токму сега е циклусот. Сега циклусов ќе потрае, јас колку што гледам астролошки, ама тоа е тоа. Астроскопија да не кажам сега колку ќе потрае, да не се разочараат луѓето. Ама ќе има процес, така? Да, веќе е почнат тој. Веќе е започнат. Да. Тие што ме следат на астроскопија, од време на време по нешто кажувам, не се, бидејќи не ми е период да ги вознемирам луѓето, само да ги предупредам на она што може да го сменат и менаџираат, на она што не може, зошто би ги предупредувала да ги плашам. Знаеш, зашто велам дека недостасува твојата езотерија и свесност на телевизија, бидејќи секој пат имаше еден не монохроматски начин на стил на изразување, што во тој период беше па дури и речиси ретка прилика да се сретне дама и така тоа убаво поетично да го раскаже на еден многу питом начин. Сериозно го кажам, ова искрено го кажам кај срце, дете кое што се вратило со своите родители после Хрватска, гледа телевизија и ја гледа вики на телевизија. Тоа ми било мене како задршка. Веруј ми, наискрено ти кажам дека мене ретка прилика тогаш беше човек кој што ти се обраќа и те допира до срце. Не е тоа толку така површно нешто кажано. Не, никогаш, не. Затоа велам колку ти требаше време да направиш една таква епизода на сега забележувам точно. Фала ти инаку за комплименти. Има уште многу, ама ќе направиме и разни приказни. Вели, секое утро, секој од нас добива сума од 86.400 секунди живот за тој ден. Што ќе направиме со нив е наш избор, но се што не сме проживеале тој ден е безповратно изгубено. Ова е изведок од книгата Вистински приказни од мојата пракса. Така и меѓу другото се започна некако самата промоција и затоа велам јас, секој ден е нова табула раса, секој ден е промената која што сакаме да видиме во светот започна од нас самите. Да. Сега би те прашал, бидејќи ова е книга која што има повеќе од 200 страни, 270. Не знам колку клиенти имало во твојато резиме и биографија, многу. 20.000. Затоа велам сигурно се сеќаваш сега на Жани и состојбата тука која се случила. Не, на некој се сеќавам. Се сеќаваш? О, да. И ќе те прашав. Сега, ајде вака. Како се обиде да го ревидираш, нели бидејќи за да направиш книга, за да го спакуваш, ти треба време додај, извади, ревидирај ја и на крај да го спакуваш нештото. Нема да погрешам дека ова е прво четиво? Во која смисла прво? Вака да речам со пракса, односно животни приказни од клиентите, или грешам? Моје прво? Да, прво. Па мислам дека јас не сум сретнала ни во светот дека има такво нешто. Значи, тука се раскажани како дојде до идејата за книгата. Наведум случајно, а ништо не е случајно. Се сретнав со една клиентка која што имаше многу тешка животна ситуација, впрочем кој нема, нели? И после некој период ја среќавам повторно, од една утепана, ја среќавам сега целата блеска. Што се случи и значи си го среди животот во меѓувреме, не е битно како и што. Ај се заљуби. Бидејќи никој не знае која е клиентката. И сакав да го раскажам настанот на Facebook на моите пријатели со цел да ги охрабрам кога се наоѓаат во тешка животна ситуација дека
не знаеш што ги чека за следниот агол. Може во моментот е тешко, меѓутоа после ќе се речат фала Боже што ми се случи ова, бидејќи да не беше ова, немаше да го сретнам овој човек, немаше да имам оваа работа, немаше и така натаму и така натаму. И таа приказна ја раскажав на Facebook пријателите многу им се допадна, па бараа други, па да пишувам уште. И после ја само се подсетував на некои такви интересни, бидејќи од 20.000 луѓе со кои што сум комуницирала, горе-доле сите имаат приближно, да речеме, сличен живот, се знае кои се. А меѓутоа, оние што одскокнуваа од тоа што е просек, тој тип на приказни ги избирав, кој што има порака. Значи, и тука секоја приказна има 34 приказни. Всушност и на астроскопија гледаш да ги издвоиш баш тие приказни. Да. Значи, мора да е различна од претходната, сите се различни, со различно искуство и има различна порака. И всушност почнав да ги пишувам заради тоа, затоа имињата се сменети, генералиите. Под псевдоними некакви, така? Не, со имиња се, меѓутоа сменети имиња и генерали за да не се препознаат, бидејќи поентата не ми беше да се соблазнуваме ние сега над нечија судбина и јавно тука нешто да ја разглобуваме. И да ги соголиме тие, да речеме, тоа, не, никако тоа не ми ни дозволува. Никој пат не си го правила, така е. Ни професионалниот кодекс, никако тоа. Па затоа секогаш бараш и со твоите клиенти имаш еден интимен простор кај што ги имаш тие средни. Да. И меѓутоа, значи да не се соблазнуваме на нивната судбина, туку да учиме од нивното искуство. Сега колку може човек да научи од туѓо искуство, добро. Знак прашалник. Знак прашалник, најчесто од сопствено учиме, меѓутоа како, хајде да речеме, како некој сигнал што ќе ги подсетува дека уствари треба да работат и на себе. И така започна процесот на создавање на книгата со клиентката. Значи една по една приказна, една по една, и тоа се создаваше во процес од некаде 5 години. Некогаш пишував побрзо, ќе ми текнат случки, ќе ми текне ситуација, па побрзо ќе го напишам, некој пат не ми текнува, ќе треба да го сретнам човекот, па да ми текне што беше тоа. Инаку се обидов да успеам да ја прочитам пред да гостуваш, меѓутоа ќе ми простиш од еден куп од работни активности и врски, не е оправдување само едва чекам сега периодов кој што стои, не ме празничен период, есента и зимата ми се особено, нели ги префрлам за четива. Дали сите овие приказни се поврзани следани една со друга или се баш засебни приказни? Секоја приказна е, како да кажам, може да биде цела книга само да се разработи. Значи тука се 34 книги раскажани во најкус можен начин. Еве, и за тоа ме бидувало. Цел филм во 7 страни. Не се ни сомневаме. Замисли сега оваа книга да потикне и филмско дело. Па да, може, да. Значи ова може комотно да се екранизира. Да. Секоја приказна е всушност цела филмска приказна раскажана на 7-8 страни, 10 колку и да. Based on true story. Се. Истинска животна приказна. Како, нели, најкус расказ има Хемингвеј. Од 6 збора. Чевлички, бебешки, нови, никогаш не користени. Кратко и јасно. Тоа е цела книга, така? Да. Со 6 збора. Со 6 збора. Па еве, јас не сум Хемингвеј, меѓутоа се обидов со Како рече, 30 и колку приказни? 34. Да ги 34 филма се тоа. 34 филмови. Да, со порака. Па всушност кога ќе видиш и секоја наша животна приказна може да биде многу подобра за книга. Тоа е филм, да. И затоа ги избирав само оние кои што се најинтересни, најнесекојдневни. Бидејќи Точно знаеше од толку многу 20.000 луѓе точно кои да ги избереш сега вака да ги ставиш? Не, се подсетував, ти кажав. Значи не знаев јас тоа, полека одеш. Да, процесот. Значи неколку што ми оставиле ептен впечаток, тие беа првите што ги напишав. И после се подсетував, нешто ќе ме подсети, мирис, песна, нечија туѓа карта, ќе ме подсети на некој си клиент и неговиот случај. И после ќе го раскажам тоа како било. И ја замолив лекторката тие делови во книгата кај што ги зборува клиентот, значи нема тука поправано ништо, ако е во србизам, како зборувал тој така. За да се долови вистинскиот миг момент, така е. Бидејќи јас знам како е на македонски, меѓутоа не ќе го исправам јас човекот. Така е, и значи книгата на тој начин и губи во живост, станува нешто како мртво, како се сложува. Ке има ли
Може да прашам дека дали ќе има книжевна турнеја низ Македонија или ќе биде некако фокусирано оние кои што сакаат да го набават? Ќе имаат Не прилика? знам сега во моментов. Се јавуваат луѓе од повеќе градови во Македонија да гостувам, да имам промоција во нивениот град. Меѓутоа, знаете, тоа е сепак организација. Логистика, менаџирање, тоа е менаџирање, треба да одам до таму, треба некој да дојде со мене, од тие што ми помагаат А понекогаш ти асистентите. си фиксирана тука со мал милион клиенти, Да, твојата работа е тука? така што би дошла кога, например, би некој ми го организирал тоа таму. Јас само да дојдам, да си презентирам Јасно. тоа што има. И да се сретнат луѓе. Да. Добро, убаво кажавме ние телефонски. Сигурно се надевам и ти предвидувам јас вака да имаш многу повеќе среди како што беше и ова со твои читатели, баш фанови на она што го работи Астроскопија подочно Вики. И само да те прашам, дали има, верувам сега, добро, некоја натална карта која што или топ 3 или топ 5, не знам, од толку многу која што секогаш имаш морници и те подсетува и била куриозитет по нешто. Па имаше повеќе. Ме подсетуваат и по добро, ме подсетуваат и по лошо. Сега најчесто луѓе што имаат лоша поставеност на звездите во моментот на раѓањето, на крајот излегуваат луѓе со подобра животна приказна, бидејќи тие уште во стартот знаат дека им е тешко, ги собираат сите сили, не ги трошат ресурсите на глупови работи, на пороци или не знам што, и од тие карти малку и лоши доделени при раѓањето, тие одигруваат добра партија, па дури и победуваат. И најчесто оние кои што имаат фини карти на почетокот, тие немаат причина, немаат мотив за ништо во животот, се им е дадено и тогаш најчесто крајот на таа приказна и не е убав ако е убава наталната карта. Сега ако те интересира за еден од најнеубавите случаи. Има прашање баш да те прашам. Да, беше тоа една стюардеса која што во картата видов дека не може да има деца и не ќе има деца. Меѓутоа, со денови не спиев прв пат кога видов. Наша сограѓанка? Не е битно. Добро, готово. Не е битно. И ја има раскажано во една од приказните, ни на небо, ни на земја се вика приказната. Значи, прво не знаев како да го соопштам тоа и дали воопшто да го соопштам, бидејќи не е поентата да ја плашам. Па во тие денови додека ја сретнав и размислував и се борев со себе и со моралот мој и со совеста и лалала, тогаш си реков, да, можеби штом дошла и ме побарала некаква помош, можеби треба да го кажам, ама треба да го најдам начинот како тоа ќе го направам. Па после си реков, добро, ова важи за во време кога немало лекари, немало развиена медицина, тоа би било така. Во денешно време, окей, полесно е, да. можеби ќе најде начин да си го реши проблемот. И кога се сретнавме, да, прво се мачев дали да кажам, дали да не, на крајот кажав и таа вика, па добро, цело време го чекам овој момент, ке ми кажеш или нема да ми кажеш? Да, имам проблем и веројатно нема да можам деца да имам. И меѓутоа многу сакаме со тогаш партнери беше, значи не беа маж и жена. И после ги видовме датумите кога може да остане бремена, астролошки, нешто викаат лекарите. И таа тогаш рече, да, овие термини се поклопуваат и со на лекар што ми рекоа. И на крај, не беше на крај, по неколку месеци ја сретна во еден од нокните скопски локали со стомак. Колку убава приказна. Значи се израдував, епте, леле, ти успеа, да, ми успеа, значи бремена. Добро, по неколку месеци повторно ја среќавам, меѓутоа нема стомак и ми беше чудно и во глава си бројам колку време помина, дали се породила или што е работата. И сватив дека не е доволно време за да се породи. Што направила? И ја прашав. Извини, викам, се породи? Ми вика, не, абортирав. Значи ја погледнав, како со бокс да ме удри во стомак, ја погледнав, не можев да поверувам, викам, зошто ти го направила тоа, кога знаеше на кој начин го доби детето. Па не ме сака родителите на дечкото, не се ни земавме и зошто јас да раѓам негово дете. Па ти не раѓаш негово дете, раѓаш свое дете. А ако е тој начинот да дојдеш до дете?
и на тоа остана и тоа ми остана Едно од како... приказните што ќе има прилика да ја прочитаат вистински приказни од Паракса. Знаев дека ќе биде кус со времето, ама ќе ми ветиш дека следен пат повторно ќе се сретнеме. Само да прашам каде може да ја најдат книгата? Ќе се на Астроскопија. На Астроскопија. Да, ќе пратат порака. Па ќе им кажам. Се надам дека уживаше. Да. Најмногу ми беше драго што имав прилика да те донесам на Телма и пред гледачите. Па имав отпор кон телевизија од кого не сум, ама значи мајстор си. Штом ти успеа. Заеднички. Месецот наш Шкорпија. Нашиот месец, да. Се случија многу работи.